А сега веќе време да го поздравиме, пречекаме нашиот втор гостин. Добро утро за Гоце Касаповски, кој што денес, ова утро овде, ќе ја промовира неговата стихозбирка Шарени стихови. Нека ви е честито. Разбрав дека ќе има и за гледачите, така? Така што да се бидат и тие подготвени. Ирена Повели. Искрено ти благодарам, господинот Гоце Касаповски, текстописец, композитор и вокален солист. Ама сега во моментов пензионер, веќе, ајде, неполни 10 години, така сте во пензија и меѓутоа сте сепак активен, пишувате и текстови за деца, пишувате и композиции и песни за нашите познати изведувачи како Сузана Гјавазова, Сузана Спасовска, вие ќе кажете понатаму. Така. Војо Стојановски, да, покојниот, и има многу кои што се ваши, кои што ги изведуваат вашите текстови, па и композиции. Значи имаме многу теми за разговор. И секако, она што сакам да напоменаме дека вие овие книги кои што ги печатите, не ги продавате, ги нема во продажба, туку ги подарувате. Ги подарувам, така. И во многу примероци, дури една од овие книги ми кажавте 1000 примероци ги подарувате во училиштата за дечињата. Овие книги за кои што ќе зборуваме денеска се наменети за дечиња, а поводот за вашето гостување е промоцијата на оваа книга, односно стихозбирка, насловена како Шарени стихови, поезија за деца. Добро ви утро. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Сакам да ми кажете за почеток која е пораката која што преку оваа стихозбирка сакате да ја испратите на детската публика, бидејќи тие се оние кои што ја читаат оваа стихозбирка. Да ги читаат книгите, не само моите книги, него сите книги да ги читаат и од другите автори што пишуваат за деца и така да се развиваат, да бидат многу успешни во животот. Да. Преку песните. Преку песните, све, да. Што им порачувате на дечињата? Што сакате да им кажете преку песните? Да бидат добри, да бидат послушни, да читаат, да се образуваат и така. Добра. Ќе прочитаме понатаму, има тука интересни песни. Шарени стихови, ова е прва промоција на оваа. Најнапред ја би сакал да му се заблагодарам на сите кои што ни помогнаа да излезе во отпечат оваа книга. На советниците на општина Бутел за што ми помогнаа да се отпечати оваа книга, на мојот пријател Шабан Османовски од Велебрдо и печатницата Студентски сервис. Тие три субјекти буквално ми помогнаа да се отпечати оваа најнова книга. Така. Оваа книга, кажавме дека не се продава, не може да се најде во продажба, туку ја подарувате на дечињата. Во кој училиште, да? Па дадов во Бутел, на училиште, пошто таму живеем, таму живеем и таму ги подарувам на училиштето. Така, се читаат овие книги, така? Па, се читаат. Да. Шарени стихови донесовте 2 од овие книги, меѓутоа имате и уште други 2, Животинска азбука, исто така е книга за деца. И уште една друга. И другата? Од Александра Дошенка. Ете така. Ќе зборуваме и за нив. Јас само сакам да повикам, бидејќи е книга за деца, деца не може да не се јавуваат, бидејќи се на училиште, ама може да се јават родителите, или како што кажавте, бабите и дедовците. Пак нека си одберат дали сакаат Шарени стихови или Животинска азбука и како беше друга, третата? Од Александра Дошенка. Ете така. Додека ни се вклучат гледачи, може да си ги вклучиме овде во студиото, кои што ќе си добијат по една книга, да ни кажете за ова Животинска азбука. Наликува малку на животинско царство, бидејќи има животни овде на сликовницата. Што зборува оваа стихозбирка исто? Да. Па идејата ми беше према азбуката од А до Ш. И сега почнав со ајкула и завршив со штрк. Значи ги представувате буквите, македонската буквите, ама преку животните. Преку животните, да. Да им биде полесно на дечињата да. Исто и со оваа збирка од Александра до Шенка.
Последната шенка е имиња? посветена на нашата глумица и Шенка нези е Колозова? посветена, да, последната песна. И така, тоа е тоа. Добро. Дечињата, дајте јас Еле, ќе ја еве, од режија колегата ми јавува дека имаме гледач на линија. Да си го поздравиме гледачот. Добро ви утро. Ајде, добро утро. Добро утро. Убав денот нека ви биде. И на вас исто нека ви е убав денот. Еве, може да си изберете, предпоставувам, за вашите внучиња. Внучи е 3 годишно. 3 годишно. Која книга? Така, Сакате сега, можеби Господинот може да каже за 3 години. За кој 3 е? годишно. Кој е таа може да биде? Па ајде, нека биде ова шарени стихови. еве, Фала. шарени Господ- стихови, ќе си дојдете во телевизија Алфа, книгата ќе ве чека и нашиот гостин Гоце Касаповски може да ја подпише до Ќе ја вашето подпишем. до вашето внуче. Шарени стихови. Јас ќе прочитам подоцна, има и навистина интересни стихови за дечиња во Рима. Еве, имаме и уште еден гледач. Добро утро. Добро утро, Ирена, овде Виолета. Добро утро, Виолета. Како сте? Благодарам одлично да посакам и на вас и на вашиот гостин, да имате убав ден. Благодарам. И благодарност за книгата што ќе ја добием. Ајде, која сакате да ја имавте внук, така? Да, внуце. Внука, колку години? Внук 3 години. 3, исто и вие 3. Сакате од Александра Дошенка, животинска азбука или шарени стихови? Еве, одберете си која сакате, па Ова повеќе со сликички ќе му одговара на детето. со сликички. Шарени стихови Може. Убаво нешто, еве нека каже господинот автор, дали е подобна за 3 годишно детенце, би ја одбрала нете. Па сите се исти за наменети за дечињата до 7-8 годишна возраст. Благодарам. Сега предпоставам дека не знае да чита се уште вашиот внук, така? Ќе му читате Ќе му вие. Да чита, знае број 3. Ете така. Дека има 3 годинки, ама ќе му читате вие? Ќе му читате вие и така. Има навистина интересни, лесни се за разбирање, наменети за дечињата од 7 до 8 години. Да. Вака, ова, значи, ви благодарам на сите што ни се јавивте. Дојдете си во телевизија Алфа да си ги подигнете вашите книги, шарени стихови од нашиот денешен гостин, господинот Гоце Касаповски. Да позборуваме малку сега за вашата работа. Вие сте и текстописец, така? Не пишувате само за дечиња, туку пишувате и имате напишано текстови за песни на 6 детски фестивали. Така? Да, 6 детски фестивали фестивалите се викаат 3 круши. Прекинати се одамна. 6 детски фестивали ги беше спонзор општина Кисела Вода. Сега до подруго 6 години траја, сега се прекина, зошто понатака не ми е јасно. Се надевам дека ќе понесеме барање до градоначалникот на општина Кисела Вода да се возобнови, ако дозволат ќе ги возобновуваме обично. Тие ги правиме негде август месец се изведува, на летоска се изведува и така да беше многу интересно, беше многу посетено, али зашто се прекина не знам. Од кој причини? Добро, покрај тоа што пишувате за дечиња, пишувате и за возрастни. Еве сега да кажете, имате соработка со наши познати пејачи, да кажете кои се ваши композиции, со кои пејачи соработувате, учество дали сте имале на некој од фестивалите, односно вашите композиции дали учествувале на некој од овие фестивали? Редовно учествував на фестивалот Гоце Фест. Редовно учествував. Како композитор или како? И како композитор, и како текстописец, и како пејач. Да. На Гоце, најчесто на Гоце Фест. Значи пишувате и патриотски песни. Патриотски, претежно патриотски песни. Иначе Сузана Газова почна кариерата со моја песна кога излезе од групата Пистикато, мислам така се викаше групата. И Сузана Газова Могилска свадба отпеа. Сузана Спасовска отпеа на песна Каде сте 12 мината. И Новица Василевски, Бела Рада и многу други песни. Тоа е ваша, така? Бела Рада е ваша. Да, авторска песна. Што е со вашето учество на фестивали, односно како кажавте Гоце Фест?
Како ви е вашите сеќавања? Што е она што си го носите со себе по секој фестивал? Какви се вашите впечатоци од учеството на фестивалите? Ве кажавте дека на Гоце Фест и како текстописец и како композитор пишувате, значи, македонски патриотски песни, така? Да, најмногу патриотски песни. Па видите, овој Гоце Фест почнате одамна и еден прекрасен фестивал кој што секоја година се одржува. Да, има своја долга традиција. Да, долга традиција и годинава сега се баш пред 2-3 месеци има распишан нов конкурс да до сите граѓани кои што во Македонија кои што знаат да напишат, кои што знаат текст, музика да напишат, да конкурираат и мислам дека се прибираат тие песни. Вие оваа година ќе учествувате со ваша песна? Па имам Имате нешто што се подготвува? Имам нешто напишано, само треба да се направи музиката и ќе се прати на фестивалот. Од каде ја црпите инспирацијата? Што е она што ве поттикнува да пишувате? Еве, и додека си разговаравме тука во телевизијата, нонстоп нешто си запишувате. Дали е тоа секојдневието, секојдневниот живот? Што е она што ве, бидејќи има разлика. Различно е стилот кога пишувате за дечиња, различно е кога пишувате за некој пејач композиција, значи и со музика и со текст, и многу е различно кога пишувате патриотски песни, нели, кога пишувате за љубовта кон татковината. Што ве мотивира? Па најмногу сакам да пишувам за децата. Има напишано многу песни, дома ми се собрани во еден нотез. Имам 3-4 нотези кои се полни со песни. Значи, полни се со песни. И од таму правам селекција, ги читам, ги привртувам и ги штиклирам и ги одберам најдобрите и за да може да се стават во книга и очекувам на наредниве години да се посветам на да изнајдам повеќе средства од некои спонзори, ако може да се добијат, за да можат тие книги да не останат камене во нотезот, него вака да бидат отпечатени и да бидат прилагодени до публиката. Ама ги поставувате и на YouTube, така? И ги има, да, на YouTube ги има. На YouTube може да се најдат, ги има на YouTube. На YouTube има да има од концерт, привод концерт што ги има, може да се најде на YouTube. Има на YouTube доста. Да. Имате, кажав сега, значи за деца сакате најмногу да пишувате, а што е со возрастите? Кога пишувате патриотски песни, кога пишувате и музика? Па, пишувам секакви песни за текстови, секакви текстови пишувам и ги има на YouTube. Ми се јавуваат, имам доста читатели, ми се јавуваат на телефон, читани се песните и така. Ве бараат вас пејачите да им напишете песна, така? Па има и што се јавуваат, да, има и што се јавуваат. А ваша песна имате исто така напишано за себе, така? За себе кога настапувате на фестивал. Да, имам песна напишано за исто така и во Австралија, така, пат во Австралија, да, каде што сте настапувале неколку пати, не еднаш. Да. Како е таму дружењето со нашинците, како ве прифаќаат нашинците? Одлично. Да. Покрај тоа што пишувате, значи дека имате таленти за пеење, од кога почнувате, кога сте ја напишале вашата прва стихозбирка? Бидејќи пишувате само поезија, така, пишувате песни, немате прозен текст сега за сега, се уште. Од кога, кака е вас љубовта кон пишаниот збор, кон музиката? Околу 20-22-3 години тако почна да пишувам. Ќе кажам интересна прикасна. Љубе Цветановски, покоен, ми напиша текст за една песна. Драги Митев компонираше, а Томислав Таневски требаше да ја направи музиката. Ја прочитав песната и искрено ги кажам, не ми се допадна, не ја снимев. За вас? Да, за мене, не ја снимев, остана неснимена. И тоаш размислив дека пишувањето на текстови само игра на зборови и ништо друго. И тогаш почнав сам да пишувам, некако
А како ја влезе во вклопувате уното. тука и музиката? Бидејќи музика е сосема нешто друго. Музиката е дар од Господа, ви кажам Па искрено. тоа сакам да ве прашам. Од кога ви... Тоа ве прашувам, Музиката од кога? од дете. Од дете. Од дете. На нашата фамилија Касаповци е песнопојна фамилија. Имав тетки што пеа и во македонското радио, така да нашата фамилија е надарена, музички надарена фамилија. Вие, значи, и музика, меѓутоа и пеете, така, бидејќи учествувате и на фестивали. Да. Од кога? Па, првиот фестивал, не знам кога беше таа песната Вадаре, Пирени, кај тие, кога ја отпеав таа песна на Зоран Марковски, автор е, ми ја испеа таа песна, годината не се сеќам, а сигурно има 20 на години. Од тогаш таа песна Каде ја требаше во универзална сала. Не, мелам на кој фестивал? На Гоцефест. На Гоцефест, Па, така. триотските песни на Гоцефест. Војо Становски таа година ја одби таа песната и Зоран Марковски ми ја понуди мене. И таа песна стана многу популарна почетокот и веднаш наредната година бев повикан во Австралија. Сега тоа да ми кажете, уште како ве прифаќаа тамо нашинците? Не сте Одлично. биле еднаш, туку 3 пати, како што кажавте. Одлично. Кои песни најмногу ги бараат? Дали тамо ги нудите можеби вашите за Книги не за сум денчиња? понесол. Не сте... Книги не сум понесол тамо, меѓутоа имам пријатели од Австралија, од Перт, Васил и Елена Петковски, тие често доаѓаат, па по нив праќам книги во Перт и да ги поделат тамо на децата. Имаат библиотеки тамо, нивни училишта имаат и по нив праќам. Исто му праќам на Ицо Најдовски, текстови. Соработувам со Австралија, со писателите. Убава идеја да пробате можеби и тамо, сигурно бидејќи вие ги подарувате овие книги. Јас им кажав, некој со соработувам, им кажав, нашиве пеачи, која одат сега во Австралија, можам да им пратам по нив 3-4 книги и ќе однесат, ќе подарат тамо на училиштата. Има доста училишта на македонски јазик, наши деца што учат македонски јазик. Одлично би дошло тоа. Пред да го завршиме разговорот, сакам само да ве прашам да ми кажете една ретроспектива за годинава што изминува. Каква година беше лично за вас, бидејќи сте пензионер, ама сте активен пензионер, значи пишувате и стихозбирки, стихови, песни, пишувате и компонирате песни и се уште ќе продолжите и во наредната година. Како би ја оцениле годинава што изминува еве лично за вас? Добро, одлично. Одлична година, се надевам и дека и наредната година ќе биде уште подобро. Има нешто што се работи во моментот, нешто што можеби подготвувате во моментот за наредната година, да ја изненадите вашата публика и дечињата, ама предпоставувам и возрастните, односно нешто што во моментов пишувате? Па ќе видиме сега, јас стално пишувам, ќе видиме сега за Гоцефест се припремам песна. Фестивалот негде ќе биде околу април месец, точно датата не знам кој ќе биде, тоа е. Тоа е сега што го правите во моментот. Да. И бидејќи сте пензионер, неизбежно прашање како ви поминуваат пензионерските денови? На кафе со пријатели, утринско кафе, покрај тоа што пишувате, како еве бидејќи сте во одлична форма, јас ви кажав не личите за годините, како да си го одржувате здравјето и духот? Секоја сабале рано утре на кафе со пријатели, кафе не јат, пиеме кафе. И се дружиме таму дока 8, дока 9 сатот, после секој дома. Спортувате ли нешто пропратно? Преку лето, да, одам на рибарење, имам добро риболовна спортска опрема, преку лето користам рибарење на треска, по езерава и така. Добро, господине Гоце Касаповски, ви благодарам што бевте ова утро заедно со нас. Јас мислам дека имам уште една минутка додека да го завршиме разговорот и бидејќи сме во екот на Божикните пости, овде има една интересна стихозбирка, да кажам, односно песна од вас, Божикни пости. Повелете луѓе кај мене на гости, ама ќе ви кажам, Божикни се пости. Не ке има месо, колбаси и пити, сал со постна храна треба да сте сити.
ќе спремиме леќа, макало со прас, чаша оранжада, ладна како мраз. Ќе има и ориз и засладен чај, така ќе е луѓе 7 месец мај. Така, пости се. Повелете луѓе кај мене на гости, не ќе има месо, дури трајат пости. Пости, така е. Убава порака за крај. Ова е тоа што какви песни има во шарени стихови. Она што сакам да кажам за крај е дека сите овие книги кои што ги печатите одат секогаш за подарок за дечињата, за оние кои што се намејати. Јас ви благодарам за разговорот и Благодарам посакувам многу. во наредната година пред се многу здравје. Благодарам А исто се на вас. понатаму Господ ке ни нареди. Така, прво здравјето е најважно, Дај Боже. другото се ќе си дојде само по себе. Дај Боже. Ви благодарам за гостувањето и се надевам дека ќе има повторна можност да ни бидете наши гости.